Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојде. Утрово зборуваме за интолеранција на храна, нешто за што многу почесто зборуваме во годиниве наназад и токму затоа во денешното издание на Фактор здравје ќе обработиме оваа тема за да разбереме што значи, зошто се јавува, колку е честа, како се дијагностицира, како се третира, односно како да си го подобриме секојдневието кај оние кај кои што е нарушено со најразлична симптоматологија, а потеклото или причината е интолеранција на храна. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Мери Киријас, професор по имунологија од Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет Скопје. Добро утро, доктор Мери, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, ви благодарам многу на поканата. Да. Би сакала да го искористам и моментот пред да почнеме и да ја разработуваме оваа тема и малку повеќе да не запознаете, нели, за сето тоа што значи работата на институтот, функционирањето, какви се испитувања се прават на Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Да, на нашиот институт се прават голем број на испитувања, генерално поделени на имунолошки и генетски. Од имунолошките анализи, тука ми опфаќаат сите анализи на хуморалниот и на клеточниот имунитет, значи антителата, Т лимфоцити, Б лимфоцити, значи општите испитувања, но исто така и дијагностика на автоимуни заболувања и системски, но и посебни невролошки, дерматолошки и така натаму. Значи имаме широка палета на испитувања, како и испитувања за алергии. А исто така во рамките на институтот работи и генетската лабораторија, каде што главно ни е HLA типизација за пациентите на кои што им е потребна трансплантација на матични клетки, но и генетски анализи за различни состојби, меѓу кои што и секвенционирање на целиот геном за дијагноза на ретки наследни болести. Така. И интолеранцијата на храна. Интолеранцијата на храна е така една од анализите кои што ги работиме во нашата лабораторија и тие имаме и имунолошки и генетски тестови кои што ги работиме за истото. Така, но за сето ова така мора да има индикации за да се направи одредено испитување. Кога зборуваме за интолеранција на храна, не можеме ако ние сите сега сакаме да направиме испитување или тестирање за да видиме дали сме интолерантни тоа на би било нешто. несоодветно, меѓутоа секогаш во консултација со лекар соодветен за проблематиката ќе се процени дали и кои тестови треба да се направат, бидејќи постојат различни типови на тестови за интолеранција на храна. Така, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, вклучете се во емисијата со ваши прашања за да добиете секако совети и препорака за проблемот. Со професор доктор Мери Киријас, професор по имунологија од Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет Скопје зборуваме за интолеранција на храна. И би почнале со она што представува интолеранција на храна. Така, интолеранција на храна е неможност на организмот да дигестира одреден тип на храна. Значи тоа е состојба не по дефолт некоја болест. И обично кога се сомневаме на интолеранција на храна или пациентите се сомневаат, често го мешаат со поимот алергија на храна, што е имунолошка реакција, кога нели одреден тип на храна предизвикува реакција имунолошка во организмот, односно создавање на едни специфични антитела, тоа се IgE антитела, кои што се посредници на таа реакција и ги даваат симптомите на алергијата. Така, значи интолеранцијата на храна и алергијата на храна се сосема различни. Сосема различни нешта, да. Така. Овдека имаме проблем да дигестираме храна, а алергијата е имунолошка реакција. Така, а оваа првата е повеќе гастроентеролошка, така, да, кој што е проблемот. Колку е честа, дали денешниот начин на живот, стилот на исхрана, самата исхрана придонесува да има се поголем број на луѓе кои што имаат проблем со интолеранција на храна? Да, нажалост е така, пошто ние го гледаме нели тоа и во нашата лабораторија, каде што се поголем број на луѓе, пациенти доаѓаат со слични тегоби или со нели жалење дека постои некаква интолеранција на храна. Во принцип мислам дека се повеќе фактори од начинот на живот, како се функционира, кога се јаде, колку се јаде, што се јаде, се може да влијае да во одреден момент нели или после некој оброк чувствуваме некаков дискомфорт и сега треба да се разграничи дали е тоа нешто што се
повторува, дали навистина станува збор за некоја интолеранција или тоа е моментално ради конкретниот оброк кој што можеби не бил баш најсоодветен, може бил обилен, кој што секако ќе направи повеќе тегоби во дадениот момент. И некогаш реакцијата после внесената храна може да биде по неколку часа, неколку дена, кај алергијата во истиот момент, така ќе се јави реакцијата. Да, тоа е една и од разликите, генерално, нели симптомите се различни, кај интолеранцијата обично се јавуваат после 1 до 2 часа после внесување на храната на која што сме интолерантни и се манифестира повеќе со дуење или тегоби во стомакот, гасови, може да биде диареја, значи така некоја општа нелагодност, додека алергија на храна обично се манифестира веднаш 15 на минути после внесување на храната која што ја предизвикува алергијата и најчесто се манифестира со кожни симптоми, или ортикарија, црвенило, чешање по кожата, или може да имаме отоци на устата, на јазикот и секако особи што се силно алергични, знаете, може да биде до сериозно анафилактичен шок, одредени типови на храна, како алергии на апетисани, може да предизвикаат и ваква животозагрозувачка состојба. За разлика од тоа, интолеранцијата не е животозагрозувачка, меѓутоа да прави многу дискомфорт и може да го секојдневието, така непријатно. Секојдневното функционирање може да биде така малце нарушено, несоодветно и прави непријатно чувство. Така, овие симптоми кои што претходно ги споменавте, тие се главните, веројатно и основните, но може ли како што е манифестации на кожата, главоболка, замор дополнително заради интолеранција на храна некогаш да се појави? Тие обично се поврзуваат со интолеранција на глутен. Значи не е сега било која храна, меѓутоа обично интолеранцијата на глутен се поврзува и со подсистемски симптоми, нели зависно кај некои индивидуи точно може да се јават и главоболки, и промени на кожата, болки во зглобови и така, значи може да има и некои подсистемски реакции. Така, кога зборуваме за интолеранција, можеме да направиме поделба на примарна, секундарна или видови на интолеранција на храна? Така, обично од медицински аспект, кога зборуваме за интолеранција на храна, генерално две состојби или две храни најмногу ни се во фокусот. Тоа се лактозата од млекото и млечните производи и глутенот, нели, од пченицата, јачменот и ржот. Тие прават медицински состојби кои што, нели, треба да се реагира за да не се пролонгира состојбата на мала апсорбција. Кога зборуваме, може интолеранцијата на лактоза генерално да ја поделиме на примарна и секундарна, во зависност од тоа примарна дека навистина ензимот кој што е потребен за разградување на лактозата, тоа е лактаза во цревата, има намалена активност, па заради тоа не е возможно да се дигестира лактозата од млекото или млечните производи, па заради тоа нели да се собираат гасови, да има тешкоти во стомакот, но исто така може да биде и секундарна, тоа значи многу често особите да имаат, гастероентеритис, значи воспаление на цревата или инфламаторна болест на цревата како Хронова болест, кои што секундарно прават проблеми, значи да имаат интолеранција и према лактоза и према глутен, иако тоа не е примарната причина, значи некоја друга состојба лежи во позадината. Па затоа кога некоја особа нели чувствува симптоми после внесување на некоја храна дека не е како што треба, че први треба да се консултира со својот матичен лекар за да се прво разграничи за што станува збор, за да може да се направат соодветни испитувања нели во соодветна насока како што ќе процени лекарот. Кога се јавува оваа интолеранција? Во кој период, на која возраст за лактозата? За лактозата, затоа што се различни состојбите. Интолеранцијата на лактоза обично се манифестира околу адолесценцијата и понатаму во животот. Зошто е тоа така? Затоа што еволутивно ние, луѓето, сме создале нели такви промени во нашиот геном кои што прават да ензимот лактаза што е во цревата подолго перзистира, односно подолго е активен, затоа што пред околу 10.000 години млекото, млечните производи станале доминантни во исхраната со цел да може да ја дигестираме таа храна. Меѓутоа, кај некои особи тоа не се случува, односно побрзо доаѓа до опаѓање на активноста на ензимот
и најактивен е нормално во првата година од животот, затоа што нели бебињата главно извор на храна им е млекото, секако дека ензимот тогаш е многу активен, меѓутоа понатаму со текот на годините опаја и сега тоа е индивидуално, значи не опаја исто кај сите. Да. Така, дури да имаме варијантата каде што сме со ниска активност на ензимот, пак тоа не е нели 100%, тоа е намалување и кај некој може да се јави порано, кај некој подоцна и да почне да пречи внесувањето, значи можеби до пред 5 години сте можеле да пиете млеко, нели кафе со млеко, да не ви пречи и сирење да јадете без проблем, меѓутоа одеднаш приметувате дека не ви е баш пријатно, почнува да ви се дуе стомакот, нели гасови, течни столици, тоа значи дека веќе нелагодност почнувате да значи може да почне подоцна во животот да се јават симптомите на интолеранција на лактоза. Аха, и како велиме, биле толерантни на тоа, а сега станале нетолерантни. Да, тие ја имаат варијантата генетска која што носи нели ниска активност на ензимот, меѓутоа и таа треба време да се манифестира. Односно, затоа интолеранција, можеби мала количина може да се толерира, пример пола чаша млеко, да може да ја толерира, меѓутоа ако испие 2 чаши млеко, веќе да се јават симптомите. Значи, зависно колку од ензимот е останат активен, а тоа е индивидуално, па затоа обично и советуваме, нели, ако резултатот излезе дека имаме ниска активност на ензимот лактаза, а и нели пациентот ги осеќа симптомите после пиење на млеко или јадење млечни производи, прво се препорачува да исклучиме лактозата, нели целосно од исхраната. Денеска имаме можност со тие безлактозни млека, сирењето треба да се исклучи, ферментираните продукти немаат толку лактоза, подобро се толерираат и потоа да почне постепено со мали количини, значи да проба ако мало парче сирење изеде, дали ќе се појават пак симптомите или не, да знае дека во текот на денот може одредена количина да ја толерира или не може. Тоа е веќе на индивидуално ниво, ако некој на вистина не може да се одрече, нели 100% од таквите продуктите што имаат лактоза. А и веројатно заради присутноста на ваквите состојби, па веќе има и продукти намирници наменски, така кои што се наменети за луѓе кои што се интолерантни на тоа. Да, затоа што да речам тука во нашето подрачје, во Јужна Европа, околу 50% од населението е интолерантно на лактоза, што значи дека да, голем број од населението, посебно како оди кон повозрасни нели години, имате губи или е интолерантно на лактоза, па затоа е пожелно нели да се конзумираат други намирници, односно или млеко без лактоза или растително млеко, значи одредени варијации кои што нема да ги прават те губите кои што ги прави лактозата. Така, и велиме привремено или трајни ваквите состојби? Трајни ќе бидат ако повторно се вратиме на истите навики, ако не ги исклучиме, така некако би можеле да кажеме? Состојбата е трајна, не може да се врати ензимот да функционира, меѓутоа симптомите, нели, ако избегнуваме таа храна, нема да ги чувствуваме симптомите. Значи, секое внесување би ги вратило симптомите да се почувствуваат кај пациентот. Меѓутоа не можеме да го вратиме ензимот. И во денешно време, да, освен избегнување, ако нели сепак сакаме да ја конзумираме, пиеме млеко или одредени продукти каде што нели има млеко, постојат и нели капсули со ензимот лактаза, па тие помагаат истовремено ако се земат со млечни производи, нели да може да се разгради, дигестира лактозата и тогаш нема да се почувствуваат тие симптоми. Така. Интолеранција на глутен. Што значи тоа? Да, таа е друга состојба која што е значена од медицински аспект. Тоа е глутенот, состојка во житариците, и тоа во пченицата, јачменот и ржот, ја има најмногу, па затоа храна која што е составена од овие житарици, како леб, тестенини, пиво и сите останати каде што ги има овие житарици, прават проблем, односно се јавува таа нелагодност и тука најчесто е со дуење на стомакот, диареја, може да се минува со обстипација, нели гасови, значи некоја општо нелагодност од гастроинтестиналниот систем. И сега, кога зборуваме за интолеранција на глутен, наречам тешката состојба е целијакијата. Тоа е автоимуна болест, каде што кога ќе внесат глутен, всушност се јавуваат симптомите,
Односно, тука имаме исто, како и останатите автоимуни болести, создавање на автоантитела према одредени собствени молекули, во случај тоа е ензимот ткивна трансглутаминаза во цревата, кој што ќе прави уништување на цревните ресички, заради тоа е невозможно да се направи нормална ресорбција на хранливите материи од храната и се јавуваат симптомите на целијакија. Како што кажав, тоа е екстремниот затоа што е поретка состојба. Околу 1% од светската популација боледува од целијакија, иако во последниве години дали заради можноста полесна за диагноза, значи некој тој процент е зголемен, меѓутоа не е нешто драстично. Или повеќе се зборувало, така или повеќе се помислува. се мисли и достапност на диагностички тестови придонесуваат да полесно ја диагностицираме. Обично се диагностицира во детскиот период, меѓутоа понекогаш во поретки случаи во адолесценција или возрастен период може да се диагностицира, иако најголем број од случаевите во детскиот период. Така, во поглед на диагностицирањето и потоа третманот, кој што кај целијакијата посебно така мора да биде и навреме да се открие, така и навреме соодветно да се третира, односно со вклучување на храна која што е безглутенска. Така е, да. Целијакијата, како што спомнав, е посериозна состојба, сепак е автоимуна болест и за цел да се диагностицира, ако се сомневаме во однос на симптомите, прво е испитување имунолошки, значи одредување на антитела кон ткивната трансглутаминаза и кон глутенот. И ако тие резултати излезат позитивни, имаме втора палета на тестови, тоа се генетски тестови, одредување на ризик алели, односно над 90% од пациентите со целијакија имаат еден од двата алели, DECU2 или DECU8, тоа се HL алели што се високо асоцирани со целијакија. И ако излезат позитивни во голема мера, значи дека станува збор за целијакија, односно овој тест се прави кога имаме издржаност имунолошка. Ако нема антитела, не значи дека особата има целијакија. Меѓутоа имаат висока негативна предиктивна вредност, ако не излезе DECU2 или 8, особата дефинитивно нема целијакија, значи некоја друга е причината за симптомите кои што ги има пациентот. И на крајно диагнозата се поставува со биопсија, значи кога ќе се поминат овие неинвазивни тестови, се иде во насока на целијакија, наредно е биопсија за да ги потврдиме тие оштетувања на цревните ресички и секако советот кај особа кај која што ќе биде диагностицирана целијакија е исхрана без глутен. Така, и тоа мора да се внимава, малку е тешко затоа што овие житарици ги има во многу продукти, меѓутоа ради тоа што глутенот прави проблем кај многу индивидуи, денеска гледаме и по маркетите, имаме достапност на многу заменски продукти, меѓутоа треба малце повеќе едукација што сме и што не сме за особата да има соодветна исхрана, бидејќи на тој начин ќе се ја врати, ќе се регенерираат цревата и ќе може нормално да функционира. Така, да. Кај интолеранцијата на храна не е животозагрозувачка состојба, која ќе речеме, меѓутоа го нарушува во многу секојдневието. Може пациентот, односно секој од нас како поединец, ако веќе подолг период почувствува некои такви симптоми, прво да почне со исклучување на некои нармирници за кои ќе се посомнева дека може би му направиле проблем, додека да се дојде до моментот, така, ако е потребно да се направи испитување. Да, затоа што убаво е, кога ќе веќе се тргне на лекар, да се има барем добри анамнестички податоци, затоа што ќе му помогнат многу на лекарот во која насока да ги насочи испитувањата што се потребни кај конкретниот пациент. Ако не може индивидуата сама да оцени или тоа е се некако му се чини како во случајни интервали, не може баш да поврзи кога му се случува, зашто му се случува, тогаш е секогаш згодно да се води дневник на исхрана, значи во текот на денот кога и што се конзумира во колкава количина и кога, ако се јавуваат некакви симптоми, кога се јавуваат, значи кога може да ги поврземе со нешто. И тоа ако трае одреден период, полесно е кога ќе се отиде на лекар да може да се процени дали тоа се млечни производи, дали тоа се тестенини или е нешто сосема друго, дали некакви адитиви, конзервирана храна, значи што е тоа што прави
проблем, па за да се процени дали се потребни дополнителни испитувања или не се потребни. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Мери, во поглед на тестирањата и дијагностицирањето, ИГГ тестовите, што ни покажуваат, а што не може да ни покажат? Да, ИГГ тестовите према одредени типови на храна не се значајна медицинска дијагностичка алатка, затоа што тоа се антитела кои што може да се понекогаш создадат према одреден тип на храна што сме ја внеле, или па да имаат слична врзна специфичност со нешто друго, па лажно, иако никогаш не сме дошле во контакт со никоја храна, па да покажат лажно позитивно. И токму ради тоа всушност не се испитуваат во дијагностички цели, затоа што не може да ни помогнат дека на вистина, нели, тоа е проблемот, тој тип на храна е проблемот кај пациентот. Најдобро е со тестирање, односно исклучување на, ако треба, поголем број на храни и постепено внесување на една по една намирница за да се види која е таа што прави проблем. Имунолошки тестови према храна се генерално IgE антителата за алергии или овие IgA антитела за целијакија. Значи IgG антитела поретко, односно не се користат во дијагностички цели према разни типови на храни. Така, да. А грешка правиме некогаш сами ако сами си процениме дека можеби сме интолерантни на храна? Па почнуваме да преземаме нешто или треба секогаш така убаво да се издијагностицира и да се истестира? Да, убаво е првин да се консултира сепак со лекар за да се расчисти сомнежот дали е на право место или не, затоа што сепак нели за нормално функционирање потребно е да внесуваме разновидна исхрана. Не е убаво па и човек сам на своја без нели консултација со соодветни стручни лица да исклучува одредени типови на храна без тие минерали или работи што се потребни и што ги има во таа храна да не ги надополни од друг извор. Не сакаме да направиме па некаква малнутриција, значи некој друг проблем, а само со тоа што сме исклучиле, нели не е издржано. Затоа е убаво да биде тоа во консултација со цел да биде во колку толку контролирано, за да може правилно да одредиме дали на вистина има проблем со храната или можеби некоја друга состојба е во позадина, значи не сакаме нешто да биде замаскирано, па после да помине долго време додека успееме правилно да го дијагностицираме. Да, бидејќи ќе се направи тестирање, па можеби ќе излезе дека нема интолеранција на храна, станува збор за некој друг проблем во позадина. Може, а исто така кога се сомневаат нели за интолеранција на глутен. Ве спомнавме за целијакијата, меѓутоа во последниве години се виде, како што кажав, целијакијата е ретка, а поголем број на луѓе имаат проблем од глутенот. Па се воспостави еден нов термин, нецелијачна интолеранција на глутен, значи сепак глутенот прави проблем, меѓутоа тестовите не ни покажуваат дека е целијакија, значи не можеме да го потврдиме тоа, меѓутоа ако пациентот исклучи глутенот из храната, нели симптомите кои што ги чувствува, дали гастроинтестинални, кожни проблеми се решаваат, односно нели ги нема веќе тие симптоми. Затоа треба да биде правилно објаснето нели анамнезата на лекарот и да се процени нели што може да се направи во конкретниот случај. Така, да. Нарушеното секојдневие кое што го прават овие симптоми ќе исчезнат откако веќе нешто ќе преземеме. Да, така? Тука треба да се биде доследен. Значи ако веќе се добие нели од стручно лице, од соодветниот лекар совет дека треба дали лактоза, дали глутен да се исклучи од исхраната, навистина треба да се внимава. Посебно за глутенот е многу важно затоа што секое внесување всушност само ги уништува цревата, а ние сакаме да се регенерираат. Значи состојбата се подобрува ако не се внесува глутен и цревните рисички се враќаат во нормала, односно ќе може да се ресорбираат сите хранливи материи од храната. Значи подолготрајно оштетување на цревата
прави, нели, потоа тие системски што ги спомнавме, затоа што всушност разни нутритиенти, минерали, витамини од храната не може да бидат ресорбирани заради оштетувањето на цревото. Че зборуваме тоа кај целијакијата наизразено, затоа тука мора да се биде строг по тоа прашање, значи и пациентите обично знаат и внимаваат, дури ни траги од глутен да нема во храната, зашто се е тоа тригер да се јават симптомите, сепак е тоа автоимуна болест. Така да. Здраво функционирање на цревата, здрава цревна флора ни е потребна, така, за да функционира организмот онака како што треба. И секогаш ги споменуваме тука пробиотиците. Што во оваа ситуација? Дали помагаат пробиотиците? Дали треба или пак постојат и други начини? Да, генерално кај интолеранција на храна не ги поврзуваме со пробиотици, тука е со самото менување, нели, на исхраната ќе се подобри состојбата. Меѓутоа, сега пак е тоа индивидуално, многу зависи каква е исхраната прво на една индивидуа, тоа што секогаш можеби забораваме, мислејќи на секакви диагнози, нели, да прашаме какво е секојдневието, значи што е она што е нормален тип на исхрана за некоја индивидуа, што не мора по дефолт да значи дека е она што треба. Значи, онаа исхрана што викаме богата со влакна, со овошје, зеленчук, месо за протеини мора да биде, нели, избалансирано за да се внесува. И секако пиење на антибиотици, секоја таква состојба доведува до нарушување на нормалната флора во цревата, тогаш навистина потребно е, нели, пробиотици со цел да се регенерира, да се врати во нормала. Затоа што цревниот имунитет се покажа во последниве години со многу испитувања, посебно во полето на имунологијата, дека е многу важен и таа и цревно-мозочна бариера, затоа што ако цревата се оштетени, пропуштаат различни токсини да влезат, а ние со храната внесуваме многу работи, не секогаш неќе, меѓутоа ако имаме добра цревна флора и добар цревен имунитет, тоа што е штетно се изфрла. Значи сакаме сепак да имаме здрав цревен имунитет, а тоа можеме со избалансирана, нели, здрава исхрана, нели, во количина и во разновидност на намирници, таа разновидна исхрана е она што, нели, дава здравје и секако доколку има потреба ради разни причини, повремено и пробиотици со цел да се одржува нормалната флора. Така, за да можеме хранливите состојки од она што го внесуваме да го зачуваме. Како го споменавте терминот, нели, малнутриција, така? Тоа е... Да, прво мал абсорбција кога не се абсорбира доволно од хранливите материи и потоа тоа води кон разни системски проблеми, затоа што тие мали нутритиенти што вака мали, меѓутоа многу важни за нормално функционирање на организмот. Така, да. Која би била препораката и кој би бил советот доколку имаме некој од овие тегоби кои можеби подолг период обстојуваат, што првично да направиме, каде да се обратиме и како да го почнеме тој пат на изодување за да дојдеме до вистинската диагноза? Да, па прво и најбитно е да се разграничи кога се јавуваат симптомите и дали може пациентот сам да ги поврзе со одреден тип на храна. Од медицински аспект што е важно и што може да се тестира и тоа е битно да се знае дека млекото и млечните производи, значи интолеранцијата на лактоза е тие што може да се направи, меѓутоа кога се сомневаме или после внесување на млеко или млечни производи се јавуваат симптомите на нелагодност. И второто е тестенините, значи интолеранцијата на глутенот е другата голема група на состојби кои што прават навистина голем дискомфорт, нели, проблеми со стомакот и е можно да се испита истото пред да се исклучи глутенот од исхраната, затоа што тестовите може да бидат лажно негативни ако подолго време глутенот исфрлен од исхраната, затоа што тоа се имунолошки тестови. За лактозата тоа не е случај, бидејќи станува збор за генетски тест, па тука не мора особата да, ако внимавала одреден период, сепак пак може да го направи тестот и ќе биде валиден. Меѓутоа, за интолеранција на глутен препорачуваме да се внесува глутен, па да се дојде на тестирање, значи да не биде исклучен од исхраната, за да не ни даде лажно негативни резултати. И секогаш треба секој човек да си го слуша своето тело, најдобро знае што внесува, кога внесува, никогаш едноставно одредени типови на храна не ни одговараат и тоа е сега индивидуално и различно и треба секој да го слуша своето тело, значи не се потребни за останатите типови на храна, не се потребни специјални
тестови, нели ако нема други сериозни состојби како што спомнав, нели тогаш имаат пациентите и други симптоми, треба да се исклучи да нема никакви болести на цревата, меѓутоа во најголем број од случаевите едноставно некој тип на храна не ви одговара и најдобро е да го исклучите. И тоа е најлесно кога ќе исклучите таа храна, така го решавате проблемот, решавате проблемот побрзо. и така ќе може да се функционира нормално. Така, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам многу на поканата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден, убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник во 9 часот и 15 минути, кога е и стандардниот термин за почеток на ново издание на Фактор здравје.